Досега се откупени 25,3 милиони килограми тутун по просечна цена од 419 денари за килограм. Истиот е во вредност од 170 милиони евра и е околу 95% исплатен кон тутунопроизводителите кои што го предале. Оваа бројка е за скоро 1,5 милиони килограми повеќе тутун за разлика од минатата година. Министерот за земјоделство, кој што денеска беше во посета на откупните центри во Прилепско, ги повика младите да ги искористат моменталните бенефиции од тутунопроизводството како доста профитабилна гранка. Навистина рентабилноста во оваа гранка е доста голема и нормално сигурноста во делот на производството е предвидлива, односно знаете кога ќе произведете, кој ќе го купи, по која цена, субвенциите се тука како категорија кој што помага, плюс оние дополнителни поддршки кои што ги даваме веќе од оваа година, а тоа е зелената нафта која што е во една сериозна количина за секој тутунопроизводител, плюс површинската мерка од 6000 денари по хектар, што вака сумирано е еден добар показател дека има еднина во оваа гранка и младите луѓе ги охрабрувам да влезат во процесот. Од Сојузот на тутунски здруженија се надеваа дека со новите измени на законот за тутун, дека ќе се внесе одредбата со која што без нивна согласност во иднина нема да може да се склучуваат договори. Работната група што го работи законот за тутун, има новини тука што ќе се внеса во тој закон за да ги има Сојузот и ингеренции, да без договор, односно без согласност на Сојузот и откупувачите да не може да почне да ги склучуваат новите договори. Па јас мислам дека има шанси, ќе обстоиме на да издржиме, а се во цел интерес да биде за тутунопроизводството и на тутунарите, меѓутоа и на компаниите. Според Сојузот на тутунарски здруженија, на терен моментално се останати уште околу 300 тони на тутун, а откупот трае до 28 февруари. За Сител, Дарко Штарговски.